Ајде играме лискаме ножички. Тој на кој ќе води. Лискаме ножички. Јас ќе водам. Ти? Ајде јас. На место седи. Здраво, Ведран. Здраво. Добар си? Добар? Сигурно? Да. Да? Да. Да не си уморен? Не. Не? Не. Знаеш на што си дојден денес? Знам. Што снимаме? Подкаст ли? Подкаст. Подкаст. Да. Знаеш што е подкаст? Не. Па ни јас. Подкаст е емисија каде што двајца седат, на пример, и си разговараат на некоја тема. Како што јас и ти денеска си разговараме на некоја тема. Така? Да. Јас сум денес супер вселенко и ќе го водам овој подкаст, а може ли ти да се представиш, да кажеш кој си, од каде доаѓаш, Да. што работиш? Добро. Ајде. Јас се викам Ведран. Илиевски се презивам. Илиевски. Учам во основното училиште Вера Јуци Вере, каде е тоа? во Хиподром. Работам глумец пејач. Друга? И глумец и пејач? Да. Са? Па и пеам и глумам. И како бе и двете заедно? Па така. Додека пееш, глумиш малце. Не. Епа? Па играм. Кога пеам играм. А кога глумиш? А кога глумам и зборам Збориш. Да. и глумам. Кај пееш? Во Тетово. Во Тетово. Во Тетово. Кај пееш во Тетово? Каде? А на детскиот фестивал ја Бовчина. А, така, на детскиот фестивал, пошто вака широк поиме Тетово. А кај глумиш? Па сяка што се наоѓа. Па сяка што се наоѓа на глум. Овде? Да. И која ти учителка? Па ти? Јас? Да. Не, лаже. Не ја лажам. Јас сум ти учителка? Па да. Па не, ја не се сеќавам дека учам нешто деца, јас знаеш од месечината доаѓам. Што ти е на те? Па нели сум супер вселенко? Ева, само си облечена во костимот, ти не си супер вселенко, ти си Изабела. Ми направи криза на идентитет. А? Ништо. Добро, значи пејач и глумец. Да. Друго? Друго ништо. А у кој оделение? Во кое оделение одиш? Учиш? Па второ. Второ? А Да. колку години имаше? 7. 7. Добро. Кој ти е омилено јадење, Ведран? Сега што го јаде. Што јадеш сега? Пица. Зашто? А зашто шепкаш? Пица јадем сега, тоа ми е омилено јадење. Тоа ти е нешто друго? Или само пица? Пица само со кашкавал или и со саламче и со печурки? Печурки медно. Добро, сега имам едно по-конкретно прашање за те. Добро. Да, спреми се добро да го одговориш. Добре, се спреми. Ај. Ведран, Што? што е тоа кафана? Па кафана е кај што седат луѓето, јадат, пијат, си разговараат, Аха. прават некогаш роден дени во кафана. А ти си бил во кафана? Сум бил. И? Милион. Како? Милион пати сум бил. Милион пати? Милион. Да не си славила и роден ден таму? Да. Да, сега мене ме интересира да те прашам за да јас научам како треба да се однесувам на такви места. Дали ти некогаш си видел човек Добро. да влезе во кафана Добро. и веднаш да излезе? Не. Не? А Не. што мислиш зашто е тоа така? Не знам зашто не му се свија кафаната. Зашто може дошол на погрешно место, не знам. Ама ако влезам и не излезам, одма значи ми се допаѓа кафаната. Па, Да. мислам дека да. Кај тебе дома кој највеќе сака да оди во кафана? Мајка ми. Мајка ти? И што прави во кафана?
си разговара, си Не, слуша. не. Си се журкал со нејзините другарки. Гледаш што баба си ја наредила мама. Излиза снима, излиза пушта на Фејсбук. Гледаш што добро. А што музика има во кафана, знаеш? Па, АПЦ. Не? Сигма бој. Па каква музика има? Па нели си бил милион пати? па нека народна, нека некоја силна песна, некоја детска. А на тие луѓето што работат во кафана, како се викаат, Келнер? келнери, што е тоа келнер? Па келнер е кога ќе порачаш јадење, онда ти го донесе. Например, сега кујната. ако речам пица и треба некој да донесе пица. Па ќе дое келнерот И? и да едно ливче и он ќе каже здраво господје, што сакате? И ти ќе кажеш пица и он ќе напише и после ќе му го даде на кујната. Еве, ај, например, јас сум гостин во кафана, ти си келнер и како ќе ме послужиш? Па, од таму доаѓа келнерот и ти вика здраво господје, што сакате да јадете? И ти викаш И јас викам пица! Или не? па што сакаш? Па така треба да викнам силно? Не. Не, како? Културно Па некако. пица? Да речам здраво господине, јас сакам да јадам пица. Пица и он ќе запише. Ке запишам. Ќе те праша каква пица со шунка, кашкава. И јас кажу. Ти кажуваш и после тоа му го дава на куверот и куверот ја прави пицата и после доаѓа и ти ето несла пицата. А не прави само келнерот. Јас мислев келнерот и готви и... Не. Не, значи после има друг некој што ја прави пицата, па после ја враќа назад. Аха. А како се однесуваат тие келнери, например, како... Па некогаш послужаниците лака ги носат, па Вака? некогаш овака, не знам. А вака се видел да врти вака келнер? Да. Да, и тоа си го видел? Не врти келнерот така. Епа? Куварите слегуваат таму и така ја вртат пицата на прст. На прст ја вртат пицата? Сигурен си? Да, и овака фрлан и после пак на прст ја вртат пицата. Па јас ако фрлам се едно тесто, ќе ми се залепи горе на таван. Ама они Ама специјално. не знам. Ти знаеш да вртиш? Знаеш да правиш пица? Да, Стварно? па да. И ти го вртиш така тестото? Не си научил уште. Па ја не сум специјален кувар. Па не си, ама гледам многу се разбираш во угостителство. Да не сакаш да бидеш келнер кој ќе пораснеш. Можда. Можеби па да. Или готвач. Не знам. Значи и глумец, и пејач, и кувар, и готвач. 4 професии. Не, кувар и келнер. Ама преска кажа дека си пејач и глумец. Па да, Да. и келнер и готвач. 4 професии. Па можда. Можеби, не знам. Што сакав да те прашам? Како мислиш дека би се однесувале келнерите ако бидат роботи? Па Ти рече сега вртеле, не знам, Па доаѓале. не, тоа куварите го прават, не келнерите. Абе заборавив, добро. Ама еве келнерите ако бидат роботи како ќе се однесуваат во една кафана? И па исто како што ти кажам, како нормални келнери. Исто ќе зборуваат? Нема, исто Ева? зборуваат. Како, не знам, Па роботот како збори? Па не знам. Како? Не си видела никога. Здраво, Ведран. Така? Да. И така и ти би одел во таква кафана? А? Ти би одел во таква кафана? А во една кафана кој пее песни? Келнерите? Епа? Пеачите. Пеачите? Па да. А си видел некогаш келнер да пее? Те прашувам стварно? Не? Не, како келнер. Значи чекај, една кафана се состои од, ај дали добро те разбрав. Келнер, Да. готвач, Да. пејачи, тоа си се посебни таму, Да. и гости што доаѓаат во кафана. Да. И мајка ти што се снима и става на Facebook. Да. Добро, и некогаш може и да славиме роден ден у кафана. Да. Кој е најчудниот изговор според тебе што некој може да го смисли за да остане подолго време во кафана?
Кој изговор? Па еве, например, јас седам во кафана и ми звонат да си одам. А мене не ми се оди од кафаната. Што мислиш дека треба да кажам за да ми дозволат да останам во кафана? Па не знам. Дека ми е многу убаво, дека... Да, така нешто. Аха. Кога животните би Добра. имале своја кафана, А? кога животните во шумата би направиле кафана, Добро. кои животни би биле најредовни гости, според тебе? Лисицата, Добро. Она ќе биде гости. дивата свиња, А питомата? па питомата ја чуваат луѓето, не живее Не она. може да биде во кафана. А? Не може да дојде до кафаната. Друго? Друго. Кокошката. Не. Зашо? Кокошката е домашно животна. А сега ми текна волк. Волк. Значи чекај, лисица, дива свиња, волк, Волк. змија, Зајак. зајак, змија. Змијата не постои во шума. И како бе не постои? Не постои. Па зашто па си оди таму во лисијата си прави тс. Ба ја не сум видел. Ежето може да биде. Ежо. И од овие кој ќе биде? Верведица бе А бил. келнер кој ќе биде? Од овие животни. Келнер ќе биде малиска. Кумалиска, а кој ќе прави пица? Ежето. Ежот ќе ја врти на боцките. Да. Добро. А кој ќе биде пеач? Бенд, кој ќе направи бенд? Зајчето. Зајакот слуша, некој зајакот ќе пее, некој мора да свири на Епе. тапани на нешто. Волкот ќе свири на тапане. Вухот. А слушај сега ова прашање. Каква песна би се пеела? Добро. Каква песна би се пеела ако се отвори кафана на месечина? Не знам. Мислиш дека може да се отвори кафана на една месечина? Не. Зошто бе? Пак ќе нема кислород. Ама јас живеам на месечината. Не живее. Ама живеам. А што ти е да живееш на месечината? А бре, дете, живеам на месечината, си имам ракета, си патувам горе на месечината. Ти живееш негде во аеродром. Таму негде живееш ти. Добра, ајде да замислиме дека живеам на месечината. Ведран. И ќе отворам кафана на месечината. Каква би била таа кафана на месечина? Вонземјанска. Како би изгледала? Каков кров би имал? Како на ракета, например. Може? Не. Зошто? Како вселенско летало нека биде кафаната. Добро, и? И ништа. И музика каква би ставил ти? Вонземјанска. Апаце, ама вонземјански. Може? Па како ќе вонземјаните некоја песна ќе измислат. И знаеш што друго? Во таа кафана, например, јас би служила само чоколадно млеко. Што чоколадно? Па само чоколадно млеко од пијалот. Зашто? Па не знам така. А што мислиш дека би се случило ако еве мајка ти отиде во кафана и нема ништо друго за служење, само чоколадно млеко ги служат? Одма ќе истрча дома, ќе дојде. Зошто? Зашто не пие чоколадно млеко. Не пие. Ако има кафе, таму ќе седи 1.000.000 дена. Стварно? А вака ако има чоколадно млеко, ќе избега. Избега. А другите гости? Исто. 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 Значи никој не би отишол во кафана ако има чоколадно млеко. Јас само би отишол и сестра ми. Може некоја детска кафана. А ако има место пица да има само брокула, например, зашто е здрава храна. Ау, ја нема да отидам таму никад. Зошто? Дожа така, не сум ни пила брокула во мојот живот. Не си, а ако има манџи само? Ако има само пире и компир манџа и грашо, ќе сум идел. Да, ама ако има нешто брокула такво салата, не, зошто? Зашто така? Да? Да. Да, гледам така ти дојде неубаво, а? Да написа водичка, малку. Освежи се.
Полека. Добро. Сега чекај, уште неколку имам професионални прашања. Дали Добро. сега на пример јас кога ќе отидам во кафич на пример Добро. и ќе си нарачам макијато, кафе. Добро. Дали е културно да го мирисам вака 10 минути макијатото пред да го испијам? Зошто? Зашо не знам, зашо не е културно? А убаво би било вака да брцнам со прстот и да пробам? Не. Или да одам на пример од маса на маса и да пробувам нешто да видам може ќе ми се свија повеќе? Не. Не. Зашо е многу некултурно. И кога ќе отидам во кафич како треба да се однесувам? Па културно, Добро. не знам. Па кога ќе доаѓа келнерот, да му кажеш хвала културно, не да му се дереш. Да не му се дерам, да, треба да му кажувам благодарам кога ќе ме послужи или не? А не кога ќе отидеш таму и келнерот кога ќе дое и кога ќе да праша што сакате господјо да пиете, ти одма да му речеш макејато, да му си издереш. Не треба, па како треба да му кажам? Ева јас ќе бидам келнер. Ти сега треба да ми покажеш како треба да се однесувам во кафич. Добар ден, господине. Добар Ведра. ден. Добар ден. Добро дојдовте во нашиот кафич. Што ќе се напиете? Ако може едно макејато со шеќер. Значи треба да додадам и ако може едно макијато со шеќер. Дали сакате ладно или топло макијато? Ладно. Ладно макијато веднаш. И сега јас одам го правам макијато, ти го носам. Повелете, господине. Фала ви многу. Нема на што. Значи треба и кога ќе ми го даде Да се да кажам фала, да се заблагодарам. Исто слушнав дека нешто оставале бакшиш. Што е тоа бакшиш? Па бакшиш е кога ќе му дадеш ти повеќе пари, онда ти остави да ти врати пари. И јас можам да му оставам повеќе пари од што треба да платам сметката. Па ако му оставиш повеќе пари, ако немаш, он ќе ти врати. А зошто се остава тој бакшиш? Ако си задоволен од келнерот, како да служи, на пример? Па вајда. Да? Да. А, на пример, според тебе, на кој келнер ти би му оставил бакшиш? Што ако има некој келнер, на пример, не ти го послужи така кафето, вака ти го фрли? Одма ќе избегам. Дали е културно, ако ми звони телефонот во кафич, да кренам и да зборувам многу гласно пред сите гости? Не. Треба, кога ќе ти се јави телефонот, не треба да го пушташ на разглас, треба да биде потивко така. И ќе збориш тивко. А зошто да не го пуштам на разглас? Па зашто сите луѓе ќе слушнат. Па нека слушнат што може некој интересен муабет ќе си правам на телефон? Па не е културно. Не треба некој кој ќе се јави да се дере жало, што правиш и така. Аха, а ако седам со друштво на маса, можам да зборувам гласно така да се дерам? Па не е толку гласно. Нели на тоа треба да внимавам? Па да. Па значи треба да внимавам на ова од Пипи. Од представата Пипи. Што играш у Пипи? Кој? Што? Кој? Добро. Како напри? Така Добро, значи не треба да зборувам гласно. Не треба да зборам на телефон на разглас. А можам ли да си ги соберам сите шекерчиња од маса? Не. Едно-две можеш да земеш. Па ако немам дома шеќер, од кај да земам? Па оди у кабана, поваре, ќе имаш шеќер. Па ќе одам и од маса, вака ќе си ги земам сите шеќерчиња. Не сите шеќерчиња, 3-4 земе. 3-4. Или побарај кај келнерот нека ти даде 1.000.000 шеќерчиња, па иди си дома. Ами да шеќерчиња да си одам дома. Значи не смеам да земам без прашање всушност. Па да, треба прво келнерот да го прашаш и после он ќе отиде таму и ќе ти даде колку ти треба. И уште едно прашање има. Вака Добро. како експерт за бон тон, што сега тука си ти.
Дали има кодекс на облекување во кога излегувам навечер? Треба ли да внимавам како да се облекувам? Да. Не да се облечеш надвор кога е минус 50 пократки да се облечеш. Па нема, можам на пример да одам во кафана во пижами? Не. 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 Зошто па удобни ми се пижамите? Па, ако ти се удобни пижамите, седи си дома. Фер. И како треба да се облечам? Па треба да се облечеш како модерно, нешто така. И шо е модерно? Вака ти си сега модерна? Да. А ја? И ти? Да, можам вака да одам у кафана. Ако бидеш аниматор можеш, ако не бидеш аниматор не можеш. Ако те викнале таму за аниматор да бидеш. Па не бе како аниматор, туку не? Не. И шо ми фали бе? Види, светкам. Па ти фали. Шо ми фали бе? Па не овака се идеш. И па види, сите ќе знаат дека сум во кафаната дојден. Види колку светка ова. А? Не? Па не треба овака да одиш. Треба некоја мајца да си облечеш нешто така. Каква мајца? Па мајца некоја, подолги, пократки, нешто. Исто ваква, што светка со марсовци? Не, Епа? па некоја, не знам, со Бикачу, некоја со мајмуни. Ако имаш. Немам со Пикачу, имам само со во земја. Сега, значи, гледаш каква дискриминација се прави. Тоа е страшно нешто. Што? Па дискриминација во земјани во кафана не е прифатено, а Пикачу е прифатено. Па Бикачу не е вон земјане. И марсовецот не сме во кафана, мајмунот сме. А? Па сме. Страшно. Зашто? Па еве јас зошто да не можам како марсовец вака да си отидам? Само Па ако зашто анимирам. ќе ти збрка. А би вработил ти аниматори во кафана? Да. Кога има деца да има некој да ги анимира? Па да, па нешто да биде зајче, некој Бетмен, некој... Да. Некоја за не вон земјанец, сите деца да побегнат кај родителите. Значи од мене би бегал. Ако видиш зајче, нема да бегале. Стварно? Ако видиш желта, нема да бегале. Ако видиш Бетмен, нема да бегале. Ако видиш Кубалиска, нема да бегале. Ама вон земјани ако бидам ќе бега. Да? Ако видиш вонземјан, ако видиш супер селенко, нема да бега. Па вака како супер вселенко ќе отидам јас. Па можеш Да. лицето да си го наш. Па ќе го нашминкам лицето. Па да. Да, и така нема да бегаат. Па така нема да бега, да видиш ко баба рука некоја одме ќе си одидат. И чекај сега и за крај да те прашам. Како би изгледала твојата кафана од соништа? Не знам, луксузна. Луксузна. Што ќе има внатре? Милион чуда. Милион чуда. Што ќе служиш од храна? Пица, пире и риба. И риба. А од пиење? Од пиење милион чуда. Чоколадно млеко? Не. Не. Друго? Некои сокови, Сокови. некои енергетски пијалоци. Такви, Да. да. И на секоја маса да има посебен телевизор со далинска. На секоја маса да има телевизор. На секоја. Зошто? Па зашто така да виде сите доаѓаат и милион пари да А, се ти зима. мислиш дека ќе доаѓаат заради телевизорот? И па нема да прават муабет луѓето на масата. Па ќе си прават. Па телевизорот Па децата која ќе ги донесат одни може ќе си гледаат на телевизорот, а родителите? А, за децата да не им пречат на родителите, а? Да. Да, гледаш паметно ти. Добар бизнисмен ќе бидеш. Ти можеш да си додадеш и пета професија, бизнисмен. Знаеш што е бизнисмен? Не. Не, па не знам те прашувам. Па не знам, Па не а ти знаеш? Па не знам баш. Некој човек така што има разбирање како тебе од кафани, од кафичи, што има идеи да стави телевизор, да. Добро. Значи за тоа те бива, гледаш. Па бива мене за све.
Чекај се и да ни кажеш за крај, колку песнички имаш ти на фестивалот Јаболчиња во Тетово? Сега ова ми е трета, имам 2. Две како се викаат? Како да те најдат тие што ќе те гледаат, како да те најдат ако сакаат да ги слушнат Па песни? нека напишат само Ведран Илиевски и излага. Ведран Илиевски. Да, двете песни, една за училиште, една за симпатија. Аха. Другата година или октомври, ноември месец ќе излезе за трета. А чекај, Ведран, таа што ти е песната за симпатија? Стварно за симпатија напиша? Стварно. Да. И уште ти е таа симпатија? Не. А, не, готово. Сега имаш друга? Да. Да? Да. Колку симпатија имаш? 3-4. 3-4. Да. Од училиште? Да. И ги носиш ни во кафана? Да. Добро. Ведран, Што? ти благодарам што беше дел од нашиот подкаст. Добро. Ти беше ли удобно да бидеш дел од нашиот подкаст? Да. Знаеш како се вика? Како? Вселенска станица. Ти си дел од Добро. подкастот Вселенска станица. Добро. Ти беше забавно? Да. Да те викнеме пак? Да. Може да пукне. Ти благодарам што беше наш гостин и што ни Добро. даде вака исцрпни одговори за бон тон во кафичи и кафана. Јас Добро. се ќе го прегледам ова, за да Добро. научам како треба да се однесувам кога ќе излезам со пријателите. Добро. Бидејќи Добро. не знам. И ти благодарам. Добро. 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 И знаеш што доби друго? Што? Кога ќе ти биде роден ден, кога ти беше роден ден? Ќе го славам на 10 јуни, а роден ден, вистински роден ден ми е на 21 јули. Ама ти го славиш на 10 јуни. Да. Ете така, супер. Ти добиваш од нашиот театар 50% попуст за анимација за твојот роден ден. Добро. Да знаеш, ке можеш да си избереш дали сакаш да ти дојде Спајдермен, Супермен, Вселенко, Елса, Барби, кој да сакаш да ти дојде на твојот роден ден, Добро. за да те забавува и да си игра со тебе и со твоите другарчиња. Добро. Може? Да. Па фала ти уште еднаш. Па да. Па ништо сакаш нешто да порачаш на Не. ти што ќе те гледаат? Не. Да поздравиш некој? Кој е да Па не знам, некој да не сакаш да поздравиш. Не. Не? Не. Добро, Вики. Добро. Се гледаме каде? Да. Па другиот вторник. Па каде ќе се видиме другиот Па пат? тука. Пак тука? Да. На што? Па на На кај идеш? На детско драмско? Да. На и која представа спремаш? Пипи долгиот чорап. Ќе ја спремаме следен час? Ќе спре. Фала ти. Нешто. Чао. Ајде да направиме едно живење. Како во кафана.